Продолжуваме со Само вистина, вечера со Солза Грчева, Зоран Димитровски и Нано Ружин. Господио Грчева, ќе почнам овој пат со вас. Деновиве актуелни се информациите дали Алијанса за албанците од опозиција ќе стане дел од владиното мнозинство. Кој е вашиот став во однос на зголемувањето на владиното мнозинство? Што сметате, зошто е потребна на владата Алијансата за албанците? Дали е тоа само за мнозинството за уставните измени? Јасно беше, тие претходно кажа дека ќе гласат. Не е за уставните измени, бидејќи за уставни измени немаат кворум. Значи да има, ќе поставаја таа седница уште летото на дневен ред. Албанците и онака знаеме дека ќе гласат за мир. Според тоа не е за тоа, туку да се окрупни владиното мнозинство, кое што е многу тенко. Знаете, СДС нема доволно пратеници и постојано гледа да го прошири тој круг, на сметка на тоа да опозицијата не биде во можност да направи мнозинство, односно преврат некако во парламентот, кој што се обидоа да направат, да можат да срушат власта на тој начин, власт која што и покрај тоа што тоне државава, никако не дава предвремени избори. Знаете што? Мислам дека уште куќниот совет кај мене во зградава го немаат ставено во влада. Нема никаква идеолошка подлога, тоа све личи на една карпара, на една черка, каде што се собираат се живо и диво заради бројка. Значи, не постои идеолошка матрица, не постои. Замислете, тука ви се жестоки непријатели. Се многу закони, ВМРО, ДПМН и Левица блокираат дека им требаат пратеници да се изгласат. Прво вака, ВМРО и Левица се опозиција, имаат право да блокираат. Јас бев во парламентот кога ние како опозиција дававме по 1000, по 2000 амандмани за да блокираме нешто што не сакаме да помине. Тоа си се легални демократски методи. Значи не блокираат, туку не им се бендисува тоа што им е ставено на маса. Тој збор блокирање за парламент не постои. Не постои. Тие има свое издвоено мислење и тоа мислење мора да се почитува. Тоа е преточено во амандмани, дали ќе бидат прифатени или не, тоа е друга работа. Но, оваа влада гледа само да се остави бројка. Велам, не постои чадор кој што ги обединува. Замислете Алијанса, која што до вчера зборуваше многу жестоко, верувам, уште продолжува да гаи еден голем анимозитет кон ДУИ, тие се два спротиставени табора комплетно, сега се најдат под еден чадор, тогаш значи дека се згазнало на секакви принципи, дека нема идеологија, дека нема тука никаква... Ке се обидат да продаваат дека еве во име на европската иднина, што не значи ништо. Што не значи ништо, нема некој во Македонија да не е за европската иднина. Тоа не значи апсолутно ништо, но ќе почнат да ни продаваат флоскули од тој тип. Ова е, значи, зголемување на бројка на владата, која што кубури цело време. Кубури цело време. А не е врзано со уставните измени, бидејќи уставните измени зависат од ВМРО и од Левица и од никој друг. Тогаш ќе се случат, ако овие решат да се случат. Претходно, ни албанци, ни БЕСА, ни, не знам, ни Алтернатива, ни ДУИ, ни сите заедно се соберат и ќе гласаат за уставните измени, не може да ја променат таа ситуација. Димитровски... Сакаат едноставно власт. Да. Димитровски Алтернатива, еве денеска за Канал 5 изводот таму велат дека тие не би отстапиле од некои од нивните 3 министерски места. Што очекувате, ќе успеат да се договорат и како ќе функционира еден ваков евентуално? Не знам да ви кажам дали ќе успеат да се договорат, меѓутоа можам да ви кажам она што е наш став како помал коалиционен партнер. Прво сметаме дека не е во ред да се зголемува парламентарното мнозинство чисто од причини што една политичка партија, а тоа е ДУИ, има проблеми со своите пратеници. И овие пратеници што сега сака да ги доведе Алијансата во владината коалиција е фактички да го премостат јазот што го имаат тие со една внатрешна група која што ја нарекуваат огнена група и која постојано
постојано им се заканува дека може да им се отцепи. И со таков тип на проширување на парламентарното мнозинство сметаат дека тоа ќе го совладат. Меѓутоа се јавуваат неколку проблеми. Прво искрено мислам дека тоа не е добро ни за албанските политички субјекти во Македонија и за албанските граѓани, затоа што ќе добијат? Тие ќе добијат 90% од сите политички партии ќе ги добијат во власта. Никаква борба за која што претходно зборувале опозициона станува ирелевантна. Албанците ќе немаат буквално избор, останува уште без една, сега може да се каже, малку помаргинална политичка партија, освен Нејзе, ако не мислат да го набилдаат рейтингот во иднина, но албанците ќе го изгубат политичкиот избор. Второ, што ќе изгубиме ние? Искрено речено, и сега има многу огорченост во одредени кругови и кај македонците дека е нарушен етничкиот баланс во владата. Дека има десетина министри албанци, десетина македонци, дека малтене доколку сега дополнителни албанци има министри во владата, знаете, ние имаме политичка влада, а имаме систем кој што е мултиетнички во смисла на и Бадентеровото правило, и на балансерот, и така натаму, ќе се доведеме во ситуација еден ден да треба да бараме измена на Бадентерот за да ги заштитува македонците по бројност. Затоа што вие реално гледано ние немаме проблем што се албанци министри. Имаме проблем ако се тоа по партиска линија ставени кадри во сите институции. Гледаме како се партизирани институциите од ДУИ. Сега се зборува за 30 директори дека ќе добие алијанса на албанците ако влезе. Значи пак по партиска линија. Ние немаме намера да се занимаваме со реформи на системот и европеизација, нели? Бидејќи европската агенда стои за оваа приказна дека сакаме да туркаме европска агенда. Каква европеизација ако доаѓа партија која што ви вели 30 директори да ни дадете? Значи, нели ќе правиме систем во кој што ќе може да се конкурира, на конкурс ќе се бираат директорите, директно, а не со партиска поделба. Од тие причини сметам дека никому ништо добро нема да донесе, особено нема да влијае ниту за уставните промени, затоа што јасно е дека тие ги поддржуваат. Добро, тогаш моето прашање следно е дали сметате дека не треба да се проширува, да остане сегашното мнозинство или дека треба да се оди на предвремени избори како што вели опозицијата, на предвремени. Ние нашето учество во власта, меѓу другото, една од причините за која што се уште сме во власта е и да издействуваме промена на законот во една изборна единица кој што сметаме дека е најдемократски и кој што во моментов се наоѓа во парламентот. Помина парламентарни комисии, треба да дојде на пленарна седница тој закон. Сметаме дека дури сметаме дека и на политичките субјекти на албанците, да речеме на ДУИ, кои што беа едни од најголемите противници на донесување на таков закон поради 6-та изборна единица каде што имаат повеќе претеници со помалку гласови, дека со промената во гласовите во албанскиот политички табор, каде што видовме Беса како победи на изборите во Тетово, дека и за нив сега тоа ќе одговара. Да конечно да го изгласаме тој закон за една изборна единица, да се демонополизира политичкиот систем во смисла на форсирање на големите политички партии. Тоа се изборното време, медиумско и така натаму и уште многу други работи кои што се врзани со финансирањето на политичките партии. Ако тоа се направи, потоа можеме да одиме на избори. Меѓутоа, во вакви услови да распишуваме избори, не знам колку е одговорно сега и во услови на криза и така натаму. Опозицијата се разбира притиска, легитимно е тоа барање. Меѓутоа, уште една реченица само да не одзема повеќе време. Европската агенда е важна на оваа влада. Но европската агенда не може да се турка со нови поделби во Македонија, со етикетирање дека целокупната опозиција е антиевропска. Поради тоа што не сака да ги поддржи уставните промени, не затоа што е против бугарите во уставот, туку затоа што целиот пакет е против македонските национални интереси. И јавното мислење видовме и денови имаше дека анкети дека мали бројот на граѓани што го поддржуваат овој француски предлог. Господин Ружен, сте биле пратеник, како ви изгледа вака сега надвор од пратеничките клупи? Прво сакам да кажам дека со ова прашање што е интересно, инаку од аспект на јас кога бев пратеник и сега, дојдов до една, би рекол, скандалозна
констатација, барем ми кажуваат пратениците, тие воопшто не седат во ресторанот или во бифето за да пијат заедно кафе. Ние на времето, кога бевме пратеници, сепак пиевме кафе, независно дали е некој од ВМРО и од друга партија. Така што ни недостасува малку политичка култура на толеранција, на диалог. Но ова што го започна двајцата околу ова, што значи овој потек на алијансата. Ја мислам дека прво владината коалиција се подготвува за избори, за редовни избори. И разбирливо е дека сака да биде понабилдувана во тие избори. И затоа сметам дека добро е што влегуваат во власта. Не знам дали 30 директори или како, тоа е прашање на договор. Втората работа што за мене е и што Зоран отпочна да зборува, тоа е изборниот систем. Знаете сега што доведе овој изборен систем? Доведе да сите мали политички партии изјавуваат ние секогаш сакаме да останеме во власта. Значи веќе бидејќи тие не можат да го сожвакаат овој систем, бидејќи е многу неправеден. Малите политички партии, например, соберете во 6 единици, каде што некој за демократската или за друга мала партија, вие ќе видите дека од тие вкупни гласови може да добиете еден пратеник. Меѓутоа, вака расфрлени, тие не можат да добијат ништо. И затоа пак за сметка на тоа добро, тогаш, еве, нек ни го каже Моника Зајкова, бевме дели на Конгресот. Затоа, кажа, ние во иднина секогаш ќе се трудиме да бидеме во власта, во владата. Затоа што тоа ги тера овој изборен систем. Тоа е соработка. Амбиберам стратегија. Јас ќе бидам секојаш со власта. Ма не, и малите партии, еве и Демократската партија долго време, Тито Петковски беше долго време. Па добро, Левица беа мала партија. Ама изборниот систем те тера да соработуваш со поголеми партии. Системот те тера. Разбирате, не е тоа дека има некој, има и бенефици. Токму благодарение на тоа вие ја јакнете политичката партија. Бидејќи лесно е да кажете еве колку собрав, ама кога си на власт, како што рече Милевски. Проблемот е кога си во опозиција да собереш толку луѓе. И третото прашање, што сакам да кажам, мислам дека во овој момент Македонија поминува низ една многу, би рекол, предизвикувачка криза од надвор. Ние сите зборуваме за Македонија, сме влегли во чашата и тука се бориме. Луѓето не размислуваат што се случува со новиот светски поредок. Светот зборува за деглобализација. Веќе крај на отвореното општество, крај на отворената економија, крај на отворената технологија и соработка. Веќе светот ќе се деглобализира, ќе се подели, прекинати се ланците на транспорт, на примарни материи. И тоа е суштината на денешната филозофија. Значи, малку размислуваме за тоа што се случува надвор. Премногу сме оптоварени и гледав со мала критика кон вас, толку простор дадовте на бугарското прашање да ја на крај, ги видам некој фација, го напуштам. Добро, веројатно тоа е клучно прашање. Како клучно прашање, тоа беше полно со омрази и со кавги. Добро, но не можеме да им забраниме на луѓето да ги слушнат двете страни и да слушнат меѓутоа треба да се има едно достоинство, да се има едно ниво, не можете бидејќи меѓутоа јавниот интерес е пред се. Точно, јавниот интерес на Македонија е пред се прогресот, проевропска ориентација и толеранција и диалог со соседите. Прашањето мој ми беше, бидејќи рековте дека тоа се нивни математики, исклучувате, значи се спрема владината коалиција за предвремени избори? Не за предвремени. За редовни избори. Прашањето ми е, бидејќи ние очекуваме во рок од година и пол, значи до 2023 година, кога ќе заврши скринингот, да ги отпочнеме преговорите. Ако не се случи промената на уставот, ВМРО ДПМН велат дека нема да гласат, очекувате дека ќе останат на тие позиции и што ќе значи статус квото ситуација, ако не се слушат, не може со сила да ги натерат или можеби на ништо нема значи. Значи, најголемата лага овде што се пласира со години, а поготово оваа власт е турка, која што потпиша 2 штитни договори, е дека ние имаме европски иднина. Да се разбереме, луѓе. Значи, тоа е
еден алиби за да не работите ништо, за да не завршите овде никаква работа. Прво, ајде да зборуваме со аргументи. Да не се нарекуваме еден со друг евроскептици, затоа што ти мислиш вака или онака. Ајде да бидеме еврореалисти и да зборуваме со силата на аргументите. Оваа година, на 9 мај, имаше конференција за Европската иднина, на која што Макрон јасно кажа дека повторно е врати она стара идеја, ако се сеќавате, за концентрични кругови во Европската унија, каде што ние, Западниот Балкан, Украина, Грузија, Молдавија, Велика Британија веќе излезе, ќе бидеме периферија некоја која што ќе гравитираме, некое влијание ќе има врз нас, но ние да не размислуваме воопшто за проширување. Значи, таа манипулација што ни беше пласирана и по билборди за бесплатни образование и така натаму, тоа се пропадна во вода. Ние европска перспектива сега за сега немаме, некои експерти европски ја проценуваат во децении, а ние зборуваме до 2030 година лага. Значи, Европа веќе не е иста. Ние, како да се однесуваме, и тука се согласувам со Нано, како да сме смрзнати во време и простор, зборуваме за една иста мантра, сакаме да одиме во Европа, да, но Европа не сака да дојде кај нас, односно не сака да не прими, и тоа јасно ни го кажува. Европа, сега, оптеретена со енергетска криза пар екселанс, во која што се деиндустриализира Европа на големо. Европа оптеретена пост-ковид со локдауните. Европа со мигрантска криза. Европа со војна. Значи, ние сме последно нешто со кое што ќе се бави. Никоја што не била заинтересирана многу за земјите од Западен Балкан, знаејќи ги нашите мани од дека, и знаејќи ги нашите капацитети, таа веќе чувствува дека голем терет и се и Бугарија, и Романија, и Унгарија, Полска што ги прими во својот скут, меѓутоа до нас не доаѓа Европа и тоа луѓето веќе треба престанат да се лажат. Тоа не значи дека ние не треба да одиме, ние не треба да се откажуваме од идејата, ние треба да работиме апсолутно, меѓутоа нема зошто да брзаме, бидејќи Европа не брза кон нас. И затоа сите вакви избрзани решенија, како што е бугарскиот договор последно, како што претходно беше оној договор преспански несреќен, кој што ни носат исклучителна штета, едниот не ограничи просторно, значи не ограничи само во граници на Македонија, не ги признава нашите малцинства надвор, приграби се што е македонско како придавка за грците, деновиве гледам си промовираат своји комерцијални марки под името Macedonija the Great, за да се одвеат од северно-македонските производи. Една Грција која што нема Мицотакис храброст, ни оние 3 меморандума, односно протоколи да ги стави во својот парламент, бидејќи ќе му падне владата, значи не мислат ништо да исполнат, ние предвреме ги исполнивме обврските. Значи и тука треба да прикочиме. Знаете, дали ќе раскинете договорот или нема да го имплементирате, скоро иста работа. Да си ги вратиме ние придавките и на Македонска филхармонија и на се што треба. Бидејќи 2023 е последен рок за имплементација на договорот, после не чека Меѓународниот суд за правдата. Бугарскиот договор, кој што ни ја ограничи временската вертикала, кој што не признава само од 45-та година, претходно сме биле бугари, наеднаш волшебно сме станале македонци, не создал Тито, диктаторот и така натаму, сите небулози за кои што се изнаслушавме. Значи, тоа е неприфатливо за над 80% од македонците и за 55% од другите етникуми во Македонија. Значи, тоа се едни штетни договори, од кои што ние ќе треба полека да ретерираме. Ние треба да преговараме, но треба да преговараме за нова преговарачка рамка. Оваа преговарачка рамка во која што е вклучен... Но не е можно. Но како не е можно? Се е можно, знаете. Договор
не се прави договор за пријателство. Договорите се прават од интерес. Не се прави договор ако ве клекнат вас на коленици, ве тепат со стап по глава. И вие прифатите се. И сме се издоговориле. Дали се сеќавате на една обскурна сцена, кога после подпишувањето на Преспанскиот договор, нашиот Нобеловец во Обид Заев се пофали дека може, еве, после нашиот грандиозен успех, се пријави да биде медијатор во спорот помеѓу Косово и Србија. Вучич како му одговори? Начинот на кој што ти преговараш и се прифати. И подплаќаше претеници, и ги полнеше со тендери, именуваше закони за да не одат или ти или нивните деца во затвор, така може секој да преговара. Кога му одговори? Значи, тоа му го одговори уште веднаш кога овој се пријави за медијатор нашиот. Прочитете го има црно на бело. Значи, многу добро му одговори, многу интелигентно му одговори. Начинот на кој што ти испреговори, така може секој. Значи, не е преговор ако вие давате се и не очекувате ништо од другата страна. Димитровски, вашиот лидерот на вашата партија на лидерската средба што помина во собранието, како предлог го најави државата да побара реципроцитет и да се признаат македонците како малцинство во Бугарија, и тоа е условот на Демократски сојуз за да гласа за уставните измени. Сметате дека ова не е задоцнато барање? Можеме ли ние воопшто да дојдеме до таков реципроцитет? Не е задоцнато, ние тоа претходно го зборувавме и во самата коалиција која разговаравме, уште Заев беше премиер, и тоа му го предлагавме да го покренува тоа прашање на сите средби со своите бугарски партнери и со европските и американските партнери, затоа што со нив е поважно. Тие можат да извршат одреден притисок. Искрено речено, јас не само во Демократскиот сојуз, јас лично гледам на ова прашање малку пошироко и во овој контекст. Ние треба да ги вложиме сите напори и со нашите меѓународни партнери да бараме одреден вид на реципроцитет. Тоа не значи менување на бугарскиот устав, тоа значи суд во Благоевград да прифати македонски здруженија. Вие знаете дека она здружение во Пцаров што беше сега промовирано, меѓутоа тоа беше прво регистрирано. Значи тоа не, они имаат пракса на регистрирање на здруженија. Можат да ја повторат таа пракса ако имаат политичка волја. Меѓу другото, во почетокот, во 90-тите години, тамо имаше и политичка партија Омо Илиден Пирин, која била регистрирана. Значи, не се враќаме назад во историјата 50-тите години, туку, еве, од 90-тите години имаме таква пракса. Или за културна автономија. Да, но сега имаме една преговарачка рамка која што навистина е ограничувачка во оваа смисла, тоа што го говореше Грчева, и ние можеме, прво сметаме дека сите овие европски процеси во смисла на билатерален скрининг треба да продолжат. Треба да се засилат со представници од сите политички структури и со професионалци. Не треба да се узурпира тој европски процес, нас ни е од интерес. Меѓутоа, истовремено треба да продолжат нашите напори да се обидеме да ја промениме таа преговарачка рамка. Тоа не значи да ги запреме процесите. Да речеме не, сега нема да влезат бугарите во уставот. Меѓутоа, имаме доволен период во оваа година и пол до наредните избори. Да се обидеме со нашите меѓународни партнери, да извршиме доволно влијание, да имаме чекори на добра волја од страна на Софија. Зошто? Па на крајот на криштата ние ова нели го правиме само за да еден ден станеме членка на Европската унија и да останеме непријатели со Бугарија, или сакаме да бидеме пријатели? Како ќе живееме ние во добрососедство со Бугарија? Тие нас нема да не признаваат ниту јазикот, ниту идентитетот, ниту македонците во Бугарија нема да ги прифаќаат како одделен идентитет, а ние ќе бидеме пријатели со нив и ќе ги признаеме бугарите во Македонија. Значи нема да функционира тоа. Ние не можеме да бидеме рамноправни членки во Европската унија. Ние ќе бидеме второстепени членки во Европската унија ако еден ден влеземе, нели, ако се остварат. Вчера видовме Европскиот парламент донесе резолуција до 2030 година да завршат преговорите, ама Европскиот парламент е една институција која што не е обврзувачка за земјите. Тоа е певачко друштво. Да, тоа не е обврзувачко. Не е баш певачко друштво, ама сепак не е обврзувачко. Не е обврзувачко. Апсолутно. И само
идејата ми е дека целиот овој процес на европски интеграции, ние не смееме да го сведеме на поделби во Македонија. Тој треба на вистина да стане прво е важно, тој процес е важен од аспект да ги направиме реформите. Вие не можете, ако не се борите против корупција и организиран криминал, ако имате скандали како овој со Онишенко, ако имате постојано корупцијски скандали на високо ниво, видовте како се изјаснува новата американска амбасадорка што дојде во Скопје за изборот на обвинителот. Каде чекориме? Вие на вистина сметате дека на таков начин чекорите кон Европската Унија? Или единствен критериум за членство во Европска Унија вам ќе ви биде дали сте ги ставиле бугарите во уставот? 3400 бугари. Па нема, искрено да ви кажам, Кипар преговараше 9 месеци за членство во Европска Унија, затоа што имаше политичка волја да го примат преку ноќ. Па јасно, секој Западен Балкан, кога ќе ви каже некој 2030 година, тоа е за мене многу далеко. Значи, ако има политичка волја, Западен Балкан треба за 3 години да го примат во Европска Унија. Ние веќе одредени стандарди исполнуваме подолго време. Да не зборуваме за Бугарија и Романија на какво ниво беа кога ги примија и така натаму. Може ли Ако само дозволи господин Тружи на куса реплика само една куса сосема. Значи, малку ми боде во уши кога зборуваме цело време за нашите пријатели европски. Тие европски пријатели застанаа зад оваа рамка. Тие европски пријатели со наша согласност. Апсолутно со наша согласност. Ние сме познати самоубици. Значи, тие европски пријатели конечно од својата позиција на моќ згазнаа на она универзална декларација донесена уште 48 година за правата на народите и луѓето, донесена во Обединетите нации, каде што секоја држава и секој народ има право на самоопределување. Застана комплетно за бугарските барања. Затоа не можам со полна уста да наречам никој пријател. И знаете, во меѓународните односи немате пријатели. Ние имаме интереси. Во оној момент кога Европската Унија ќе има интерес да бидеме примени, како што НАТО имаше интерес да бидеме примени во НАТО. Имаше интерес и тоа многу директен. Во тој, но има интерес. Автоматски се случи приемот, веднаш потоа. Автоматски се случи приемот. Значи, во тој момент ние можеме да сметаме. Инаку да ве подсетам дека Турција 32 години преговараше и не дојде до скрининг процес, кој што кај нас, за жал, кој што рековте, е затворен, наместо да е отворен за јавноста, за институциите, за луѓето, за опозицијата, за Ману и така натаму, за интелектуалците, за сите. Ние значи влегуваме во еден процес кој што е безнадежен. Водите сметка дека Турција не само што 32 години преговараше за 2019 да се откаже да го суспендира тој процес, туку отвори 18 поглавја од 36. Па го прекина процес. Па добро, затоа што се смени начинот, методологија. Што ние сметаме? Со овој степен на корупција, со овој степен на назадување на земјата, дајте да се свртиме кон сопствените интереси и не се согласувам со Нано што вели гледаме само кон себе. Ние да гледавме кон себе, до сега имавме држава. Само 2 милиона народи. Една минута рече, вака, прво воопшто не се согласувам со се што кажавте. Знаете зошто? Затоа што немате познавање. Мислам, извини Солза. Знаете ли како изгледа бугарскиот устав и вие, Зоран, го знам, граѓански устав. Тоа е Јакобински устав, сличен на францускиот Ситуаен, 1789, каде што не се предвидуваат малцинства. Значи нема сите што сакате. Па не во уставот, како вели во уставот да ги стават. Па барате да добиете Дали имаат турците? Дозволи сега ве слушам внимателно, дозволете ме сега да се тоа не ме така. Ајде, кажете да го каже неговиот став. Јас за малцинствата не спомнам. Во однос на политичката заедница на Европската Унија и концентрични кругови, 10 пати се повтори, тоа нема врска со концентрични кругови. Самиот Макрон кажа дека државите од Западен Балкан ќе имат исти статус како останатите. Трето, којот е статус, извини? Којот е полноправна статус? членка во Европската Унија.
И мислам дека тоа постојано кочење и блокирање од опозицијата е повеќе што тргаат од сопствениот интерес, бидејќи замисли за време на власта на СДСМ они да почнат преговори, па тоа е недопустливо за опозиција, затоа што немаат политичка култура за тоа, затоа што не мислат на возвишени цели туку за својот интерес да дојдат на власт. Четврта работа. А на што мисли СДС освен на својот интерес? На власт е, еве, ќе ви кажам, што се однесува до... Тонеме во криминал, тонеме во незадоволство. Дозволи се, дозволи. Ај, кажи. Молчев цело време, ти дадов и... Не, сите зборувавте повеќе од мене, меѓутоа продолжи. Нека измериме на крај сепак. Да. Ајде, господин. Што една работа. Сте читали ли Wikileaks, што вели? 2008 во јануари месец. Можете да го најдете на интернет. Во врска со... Даниел Спекар и Караманлис. Даниел Спекар вели, ајде да видиме што ќе правиме со Македонија. Овој вика, ние можеме да попуштиме, да им дадеме за надворешна употреба Северна, Горна и така натаму, а за внатрешна нека се викаат како што сака, значи Македонија. Со други зборови немаше да ги менуваме Ману, Ану и така натаму со имиња. Меѓутоа, кога после тоа на тогашната власт им е предложено тоа, а не, вика за нас, вика сам двојната опција е Грција да не вика како што сака, а ние само прифаќаме Република Македонија. И кај ќе бевме сега? Двојната формула. Нити НАТО, нити отпочнување, нити на скрининг, нити на ништо. Значи се помрднале работите. Не можам да сватам да тоа стане главното прашање на битката, на политичката битка. Значи мора да се еволуира, да се биде толерантен. И убеден сум дека доколку дојде до промена на власта, убеден сум, ако ВМРО ДПМН одбие да гласа, што ќе биде многу лошо видено, и не се согласувам дека немаме надворешни пријатели, тогаш, ја освои власта, тогаш истиот ќе бара ова да се, односно да побара мнозинство за да се, двотретинско мнозинство за да се менува уставот. Тоа денеска се случува исто и со Грција. Самиот Мицотакис му кажал на Заев, фала Богу, вика, добро што го средите и сега јас немам проблем. Така што тоа е политиката. Што средил и зашто нема проблем? Се надмина проблемот меѓу Северна Македонија и Грција. А зошто Мицотакис не ги става во парламент трите протоколи? И кај нив има проблеми, кај нив има многу јака опозиција, екстремна опозиција. Така да е. Исто како кај нас. Сакам да ти кажам дека нема потреба да го исмејуваме договорот од Преспа, какви глупости се тоа да се враќаме и да правиме, не знам, какви карамболи. Еве, ќе бидеме, можеби Мицковски ќе дојде на власт, ќе се најдеме пак на оваа емисија, ќе видите дека работите се сосема поинакво. Затоа дајте малку опуштете, нека се најде некоја солуција за тоа прашање, за да се договорат или нека пред самите избори... Нема влегување, треба престанат лагите дека ќе влеземе во догледно време во Европска унија. Исто како со НАТО. Оваа влада се одржува исклучиво капитализирана лаги. На ништо друго. Ние сме навикнале Може само една на... реченица за ова наношо. Значи, воопшто не беше прашањето на реципроцитет дека Бугарија ќе става во устав малцинство. Тоа знаеме дека каков устав има. Меѓутоа, таму има турци, ерменци, разни други малцинства кои што се прифатени и кои што на пописите може да се изјаснат. А не, на пописите се изјаснуваат и македонците. Има последниот попис има 1600 македонци. Според пописот, последниот попис, сега овој што е најновиот, се уште ги нема резултатите одбработено. Меѓутоа, идејата е дека тие имаат право на здружувања, културни, имаат право да кажат кои се, зборувам за турците и за сите други. Имаат и своји партии турците? Партијата не е на турците, турците се во партијата, ама не е пак бугари пишува како Предпоставам, мислите да се реализираат пресудите што ги има добиено македонците таму? Идејата е, јас да ви кажам искрено, една пресуда од Страсбург да се реализира, левица ќе гласа за прием на бугарите во уставот во Македонија. Мислам, сега карикирам, меѓутоа идејата е мора да се покаже од другата страна дека сме навистина некакви рамноправни партнери. Јас ова на сите средби со било кој од Бугарија го говорам.
И тоа го очекувам да го говорат и нашите највисоки политички раководители. Затоа што ако вие не го споменувате тоа, ако вие не го барате, кој ќе го бара? Нели? Ние не смееме да се мешаме во внатрешните работи на Бугарија. Нели го уставот 93. Да, меѓутоа знаете што? Дали е мешање во внатрешните работи ако вие имате пресуди на суд во Страсбур и меѓу другото ние можеме да побараме и Европскиот совет да донесе Европскиот парламент на крајот на криштата како политичка декларација, резолуција која што ќе повика Бугарија да ги прифати пресудите од Страсбур. Зошто тоа би било мешање во внатрешните работи? Мислите можеме на тој начин? Можеме на разни начини. Меѓутоа вие морате да го побарате тоа, морате да го ставите на маса. Каква држава сте вие ако не ставите на маса барање за одредени граѓани не се само државјани тие на Република Бугарија. Многу од нив имаат и македонски пасоши. Ние по устав имаме право да ги штитиме правата и на тие што имаат и македонско државјанство таму. Знаете дека од Омо Илинден Пирин има десетици, да не речам стотици луѓе кои имаат и македонско државјанство. Со време извадиле, доаѓале тука и така натаму. Така што нешто слично како овие што се во Бугарија, во Албанија и така натаму од нашите македонци таму. Така што сметам дека тој Зоран, бидејќи го спомнате зборот реципроцитет, затоа реципроцитет за устав не. Реципроцитетот значи штом ние ги ставаме во уставот, тогаш ќе морат таму и затоа не во тоа смисла реципроцитет таков не. Тоа не можеме да го. Иако не знам дали знаете дека Кралството Југославија, значи и првиот устав на Срби, на Хрвати и Словенија, ако се викаше така, таму исто беше јакобински. Граѓанинот исто на Кралството Југославија од 31-а. 45-та, новиот устав 46-та, нели Тито и така натаму, се воведуваат како резултат на признавање на правата на малцинствата, народностите и како сакате. И после тоа, Македонија нормално, кога дојде 91-а уставот, влегоа македонците како, меѓутоа тоа беше од една страна и одреден страф дека да ја прогласи за граѓански устав, тогаш всушност тоа ни создаде најголеми проблеми. Нано, една реплика повторно на ова што кажа, дека избрзано го кажа, бидејќи немаш тука луѓе што не го познаваат уставот на Бугарија, многу не е јасен, но тие го злоупотребуваат точно тој устав. Тоа е друга работа. Бидејќи нашите преродбеници кои што живееле во Софија, во Бугарија живееле, тие сега велат тие биле бугари. Да, биле бугари, во уставот сите биле бугари, јасно. Но биле, како што вели Зоран, биле се етничко потекло, македонци, турци, не знам што се, ерменци и така натаму. Но тие сега го злоупотребуваат, не враќаат во минато вече. Тоа е друга работа, Солза. Зошто се враќаме во минато? Ја мислам, уопште не треба се да гледаме Европска унија ни значи некаква иднина. Зошто си дозволуваме да ни бугарите да не враќаат во минато? За мене не е важно нивното мислење, пазете. Јас знам дека они се останати замрзнати со нивните идеи за Македонија од пред Балканските војни. Точно од тогаш се застанати. Ние не се мешаме во нивните внатрешни работи. Тие се мешаат во нашите, тие сакаат да не редефинираат. Тие ако сакаат утре нека ја прогласат Елизабета II за бугарка, мене тоа не ме интересира. Значи не ме интересира. Земете ги градовите во Бугарија, еден се вика Гоце Делчев, имате град. Секоја главна улица е булевар Македонија. Имате Вардар улици, имате Охридски, имате Дебарски, имате све. Ние немаме ништо тука. Значи ние тоа не сме го поставувале како проблем никогаш. Никогаш не сме го поставувале како проблем. Сега доаѓаме до тоа, до оваа погубна рамка. Бугарите ни ја пишуваат историјата, прочитете го, членот 14, да ја предадеме целата безбедносна архива во рацете на бугарите, да тие прогласуваат, ни илустрираат овде луѓе, кој бил против нив, кој бил нивен соработник и така натаму. Значи, еден куп на срамни работи, не се работи за реципроцитет. Тоа во францускиот предлог е изфрлено. Не. Благодарам многу. Тоа само не се нарекува протоколи, се нарекува редовни во некоја извештаи. следна пригода. Димитровски, Грчева и Нано Ружин во Самовистина. Почитувани, ви благодарам што бевте и вечерва со нас. Останете со каналот.